Скопје во зима. Загадувањето во главниот град е 10 пати над дозволеното. Главниот град деновиве на врвот во Европа по загадено со виолетова боја. Светската здравствена организација проценува дека во 2016 година во земјата се забележани над 1450 смртни случаи поради загадувањето на воздухот. Поред Европската агенција за животна средина, повеќе од 3000 лица годишно умират како резултат на загадениот воздух во Македонија. Нашата држава е прогласена за земја со најзагаден воздух и во врвот по бројот на смртни случаи по глава на жител. Скопје во лето. Не знам дали ви текнува на една од првите работи што се учат по биологија во школа, фотосинтеза. Ви текнува оној процесот каде што некако магично од јаглерод диоксид добиваме кислород, кој што го дишаме и ни е потребен и ни е неопходен да преживееме. Ви текнува кој го вршеше овој процес? Растенијата, односно зелените делови од растенијата, каде што има хлорофил и затоа се зелени. И колку повеќе растенија имаме, толку повеќе јаглерод диоксид ќе се одземе од воздухот, а ќе се додаде кислород. Многу едноставно, не е квантна физика. Ова дрво произведува кислород, ова дрво не произведува кислород. Сега, јас верувам дека луѓето кои што ја водат оваа држава имаат завршено повеќе од трето оделение и ова не им е нова информација, знаат за ова, не е ништо ново, од секогаш постоело. Не знам зашо вака. Знаете зашто ни винат дрвата во Скопје? Затоа што нашиве надлежни уште се немаат договорено кој треба да ги полива во лето. Си ја префрлаат топката, требало градот, требало општината, требало паркови и зеленило. И дур они се договорат, папала мац, отиде возот. Ќе се гушиме пак зимаска. Ќе ви ставам доле линк да прочитате тоа што јас го прочитав и да се посмеете малку и вие. Нешто ми кажува дека оваа година, наместо да биде подобра од лани, ќе биде уште полоша. Затоа што, еве, например, јас живеам во Карпош и моја во општина веќе уште од сега има зголемено загадување во воздухот. А септември е. Кој знае што ќе биде во декември? Нека ни е со лесно. И за Карпош ќе ви ставам линк да прочитате за што зборувам. Друга работа е дека се најавува дека оваа година ќе има засилени мерки и казни за оние кои што го загадуваат воздухот. Ама немојте да мислите дека таму е нешто поерно. И таму си ја префрлаат топката и се уште не се знае кој што како што ќе се дешава. Дали инспекторите, дали градот, дали полицијата. Кој знае, ќе видиме. Wow, we are pretty good at this. Може би ќе звучи драматично, ама оваа топка која што ја префрлаат од еден на друг, всушност се нашите животи. 6% од сите смртни случаи на годишно ниво се последица на загадениот воздух. Според Светска банка, ако Македонија ги намали концентрациите на PM10 и PM2.5 до граничните вредности на ЕУ, би се избегнале над 800 смртни случаи и илјадници денови на загубена продуктивност и тоа би резултирало со здравствени заштеди од 151 милион евра годишно. Значи да резимираме, ако сакаме да дишаме, ќе треба ние граѓаните да си ги земеме нашите животи во нашите раце и да превземеме нешто. Има две работи што ми паѓаат на памет што би можеле да направиме. Првата е да бараме поголема одговорност од институциите кои што се тука да го направат нашиот живот како граѓани, како општество подобар, затоа сме ги избрале, затоа ги плаќаме. Втората работа е да засукаме ракави и ние да засадиме некое дрвце. Постојано има некакви организирани акции, ако нема во моментот, организирајте или одете на пазарче, купете едно дрвце, засадете го во двор или пред зграда или кај да е. Ќе ве кошта многу малку, а ќе допринесете за здравјето на целото општество. Долу ќе ви ставам неколку линкови каде што можете да прочитате повеќе за што се случува во државава, информирајте се и не спите. Ајде да се разбудиме.